Поштувани гледачи, добро вечер. Гости денеска во емисијата Разговор со повод се директорот на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи Живко Силјановски. Со него се исто така и Јасмина Митреска во службата за услуги, раководител на службата за услуги, Зоран Малковски, раководител на службата за парична помош. Вечер разговараме за се она што го нуди Меѓуопштинскиот центар за социјални работи, за услугите кои ги нуди, за помошта која им нуди на граѓаните и за се она што граѓаните можат да очекуваат од центарот за Меѓуопштинскиот центар за социјални работи. Еве, Силјановски, да започнеме со вас. Што е она што Меѓуопштинскиот центар го нуди на граѓаните? Кои услуги им ги нуди? Кои права можат да ги очекуваат? Благодарам. Најпрво благодарност на поканата што повторно сте фокусирани кон наши одредени активности и афирмирање на вредностите со кои излегуваме како сервис за потребите на граѓаните. Поедно добро вечер до сите гледачи на вашата телевизија. Со голем број од нив ние сме во секојдневна, би рекол, комуникација и впрочем припомагаме во онаа мера за која сме и оформени како установа. Овие драматични... Работите како Меѓуопштински центар за социјални работи. Кои територии ги покрива Меѓуопштинскиот центар? Кога зборуваме за Меѓуопштински центар за социјална работа, ние ги покриваме општината Прилеп, општина Долнени и општина Кривогаштани. И тоа не е мала бројка на корисници. Во секој случај, ние сме дневно, би рекол, активно присутни согласно потребите на граѓаните и испорачуваме одредени резултати. Кога зборувате за некои нешта, што е тоа што во моментот се работи во Центарот за социјална работа, најпрво би почнал со тоа дека пред некој ден во владата на Република Македонија се одржа одредена презентација пред високи представници од Светската банка, градоначалници и директори со кои се стартуваше со проектот за подобрување на социјалните услуги во детската и социјалната заштита. Што тоа значи? Тоа значи дека на повидок е еден многу важен проект во кој ќе се инвестираат повеќе од 30 милиони евра за да се споделат одредени потреби на граѓаните преку Министерството на труд и социјална политика во еден период од 4 години во кој ние ќе бидеме непосредни, би рекол, извршители на таквите политики. Со тој проект ќе се развие еден интегриран софтвер, би рекол, на исплати и испорачување на одредени права, што значи сега веќе не постои можност да одредено лице се јави во повеќе општини во држава со одредени потреби, туку едноставно е овајче се во еден центар фактички ќе може да заврши работа согласно нормално местото на живење и место надлежноста на центарот кој ги испорачува таквите услуги. Нормално со оваа имплементација на проектот се очекува да се офајдат повеќе од 3000 корисници по разни права, односно тој бенефит да го видат и во можноста на некакви вон институционални услуги кои ќе бидат обезбедени преку локалната самоуправа, преку одредени граѓански здруженија и физички лица. Нормално, за да сето ова се направи, потребни се темелни, би рекол, социјални реформи во работата, а пред се во намалувањето на сиромаштијата кај луѓето. Многу е битно да напоменам само некакви работи кои се битни. Тоа значи дека со овие нови реформи кои стартуваат од почетокот веќе на наредната година, ние ќе имаме зголемување на социјалната помош за повеќе од 300%. Тоа значи дека веќе негде 70% од постоечките корисници на социјална помош ќе добијат повисока социјална помош. Многу е битно во овој момент да напоменам дека одредени корисници кои се со користење на право на одредени услуги во делот на социјалната и постојаната парична помош, поготово дело на социјалната помош, кои земаат половина од износот, сега ќе можат да го остварат во еден полн износ, би рекол, од оној кој законот го пропишува
И во таквите реформи за кои после, ако ме прашате за некакви новости во дело на би рекол, на новиот предлог закон за социјална заштита, кој веќе излезе и може да се види на сајтот на Министерството за труд и социјална политика, како интегрален текст, може да се види дека ние нема да одиме сега на едно најниско заштитно, би рекол, ниво, туку ќе одиме со еден загарантиран приход. Значи, ако досега имавме 2871 денар како најниско ниво, сега стартуваме во старт од 4000 денари, кој ќе биде најниско ниво за исплата на одредено право на кој да било корисник. Во случајот, да речеме, ако се работи за едночлено семејство. Да не зборуваме дека просечното социјално семејство во државава ако е околу 4 члена, тоа значи негде во близина на 11.700 денари, односно околу во близина на 200 евра. Ама значителни промени не се само во тој дел. Ние очекуваме промени многу поинакви од досегашните, би рекол, можности на законот кои се надополнуваше безброј пати и кои за жал ние добро знаеме дека сега да кажем дека тие погубни политики на претходната власт доведоа да одредени луѓе бидат надвор од системот и наместо да имаме корисници 5-6 илјади, колку што можеби е бројката по броја на процент на сиромаштија кој е негде над 22%, сега имаме некоја, не знам, колегата ќе каже кој конкретно работи, негде 1200, така колега, 1200 или 1600 корисници. Тоа значи дека ние ќе најдеме многу други начини кои законот ќе ни ги понуди да истите ги внесиме во системот и во дело на оние месеци во кои како корисници на социјална помош ќе се јават одредени граѓани, да во тие ризични месеци 6 во годината кога студи, да му возможиме 1000 денари повеќе секој месец за да би можеле полесно да се справат со таа работа. Тоа значи дека овој закон досегашен спремен е да замени во корпа. Да. Сите други решенија ќе бидат во функција на едно поинакво интегрирано водење, би рекол, на центрите за социјална работа како вработени, заедно со сите други институции. Ако отвориме нормално тема на таа работа, можеме тоа по-подробно или во некоја друга прилика да го кажеме. Значи, пред се со Заводот за вработување. Значи, можноста да се дава социјална помош. Значи да покрај трошоците што се даваат од фондот на државата, да се укажи потребата од наша страна да одредени работоспособни членови во семејството се стават во функција како можни баратели на вработување со претходно направени обуки, и тие обуки ќе значат во крајна линија исполнување одредени критериуми за успешност во работењето на социјалниот работник, ако успее истите да ги вработи во семејството и како такви, тие досегашни трансгенерацијски однесувања, да ако дедото земал социјална помош, па земал таткото, сега зема сино и уште неродените деца се припрема да користат социјална помош, да повеќе го нема. Едноставно да изградиме работно способни луѓе кои ќе бидат даночни обврзници, кои ќе бидат јавност и да, оние кои не можат по ниту еден основ да земат достоинствена социјална помош за да може да си покриваат своите животни трошоци. Кои промени се предвидуваат? Рековте стариот закон оди во корпа, кои промени, какви промени, дали се темелни промени? Па, овие... И каде ќе се најдите како меѓуопштински центар вие? Видете, овие промени се толку суштински и содржински, што тешко може во една ваква емисија да се спомна. Првата работа е во дело на опфат на повеќе од 11.000 домаќинства кои не се корисници на социјална помош, а кои на одреден начин имаат недостаток на средства за живење. Значи сега го прошируваме опфатот со лица кои нема решение дека се корисници на социјална помош. Но во секој случај што ќе им понуди закон? Законот ќе му понуди први можност да сите лица кои се со намалени финансиски средства за живење, сите тие остварат право на детски додаток. Значи, ако во државава имаме, да речеме,
во овој момент околу 3-4 илјади корисници на детски додаток. Ние сме една од поголемата општина која користи негде околу 600-700 во старт, би рекол, права на домаќинства кои користат детски додаток. Сега бројката може да дојде до бројка од неверојатни 60.000 корисници. Скоро сите семејства, дури и корисниците на социјална помош, да земаат детски додаток, што досега не беше случај. Ние ако зборуваме за одредени содржини кои можеби, како што реков, се интересни за граѓаните, како што реков, покрај тоа што 300 пати ја зголемуваме бројката на износ финансиски за социјална помош, и она што реков дека за 50% сите досега намалени средства во исплата на социјална можност ќе ги даваме во 100% износ, тоа одма ќе се сети од наредната година како голем бенефит за граѓаните. Втората работа дека сите работоспособни членови на домаќинството кои ќе се вклучат во активни мерки за вработување, заедно со Агенцијата за вработување, ќе ги оспособиме за нивно вработување. Еве би спомнал овде, пошто припремен дојдов за состаноков, да кажам дека она што преđe го потенцирав, дека во првите 6 месеци на грејна сезона дополнително ќе се даваат 1000 денари, независно што износот го имаме. Односно, по прв пат корисниците како граѓани ќе имаат една минимална помош која дополнително ќе ја вградиме, како што спомнав, во дело на детскиот додаток. Да не зборувам за лицата со попреченост. Тие ќе имаат потреба можеби од некакви дополнителни домашни услуги и поготово за семејствата кои имаат во своето семејство деца со попреченост. Таму ќе се ставиме со можност да му обезбедиме некоја, би рекол, персонална асистенција за детето да не чувствува некоја дискриминација во однос на другите здрави деца, а и одредена припомош во семејството на корисници на, би рекол, на одредени права кои се со попреченост во домашни услови. Затоа ќе поттикнуваме лиценцирање на одредени стручни лица кои во овој момент не се вработени, како социјални работници, педагози, психолози, кои се дефинирана социјална услуга во вид на цена, ќе му ја понудиме на секој оној кој сака во одредено домаќинство да биде во припомош. Дали се работи за, да речеме, дефектолог, за дете кој има проблеми со учењето, за лице кој на одреден начин како возрасно не може да се снајди во дело на одредени права, поготово кога истите тие лица ќе ги ангажираме да оние социјално, би рекол, лица кои се во услови правно невидливи, лица кои се бездомници, лица кои немаат лични карти, лица кои немаат никаква евиденција во матичната книга, да ги пронајдуваме како такви заеднички со сите институции да ги решаваме и надминуваме. Се разбира дека за ваквата работа покрај лиценцирани физички лица ние мораме да ја доближиме локалната самоуправа преку обезбедување дополнителен буџет од страна на државата за потребата на локалната самоуправа, која би одговорила слично или паралелно со одредени наши потреби, како што е, да речеме, одредени места за преноќиште на лица кои во даден момент се нашле како бездомници. Ние мораме со граѓанскиот сектор и со невладините организации на еден поинаков начин да ги воспоставиме релациите со, како што реков, давање на лиценци кај што државата едноставно на оние кои ќе одработат за државата да му се плати за таквата услуга. Се разбира дека најбитната работа е што во оваа работа центрите за социјална работа сега ќе влезат како семејни социјални работници. Значи не може во едно семејство за различни потреби да се оди кај различен социјален работник. Сега треба еден социјален работник фактички да му ги согледа сите проблеми во семејството, да го евидентира нивниот проблем, да ги евидентира лицата во семејството,
при тоа да го утврди ризикот и степенот од ризик во кој истото се наоѓа, како проценка, да направиме, би рекол, потоа еден план за излегување на тоа семејство од социјален ризик, да имаме посебна служба која ќе врши евалуација или проценка на квалитетот на направеното од страна на службата и социјалниот работник, за да имаме мерило на вредноста, а може би и различни плати во зависност од покажаниот учинок. И на крајот, ако се биде како што треба, да го затвориме случајот и да едноставно немаме повеќе работа во дело на некакви потреби на семејството кое сме го извлекле од ситуацијата во која се најдува. Како матичен лекар, како член на семејството? Па тоа модерно е да се каже дека се вика кейс менеджер, и затоа велам интегралното водење на предмети по случај нема да биде само обврска на службата во Центарот социјална работа и дадените, би рекол, овластување на социјалниот работник, туку социјалниот работник сега треба да се подигне на степен на сообраќаец, значи лице кое ќе упатува во други институции кои за странките се невидливи. Сега во овој момент имаме ситуација кога одредена служба во државата нема решение за проблем и вела одете во Центарот социјална работа. Кога ќе го регистрираме таквото лице, кога раководителот ќе го насочи кон одреден социјален работник, тој отвора предмет и предметот мора да има рок со кој би се ставила точка на проблематиката на лицето кое бара одредена услуга, и тоа што сега ние понудуваме пакет на услуги за сите потреби, не само за социјална помош, ако се работи за семејство на лице кое користи, да речеме, дрога, лице кое е соочено со проблем на алкохолизам, семејно насилство. Паралелно рачунајте дека во таквото семејство има семејно насилство. Во таквото семејство имаме травматизирани ситуации во кои децата страдаат. Ние имаме лица кои ги ставаме под една тортура за која никој не зборува, кога истото тоа лице, само ради тоа што нема можност да обезбеди документ дека е имотно обезбедено, не може да оствари право на лична карта, со самото тоа не може и парите кои би ги давале да некаде бида преку одредена банка примени. Ја сега дури разбирам зошто во Германија, кога викаме високо развиена земја или Франција, ќе видиме одредени лица кои под одредени мостови, под одредени најлони живеат како сиромашни, и кога зборуваме со представници од таквите држави, велат, ние имаме средства. Ама тие лица се за нас правно невидливи. Ние нема каде да му ги испорачаме парите преку жиросметка, ради тоа што едноставно тие немаат, како што нарекуваат тие, да кажат, аусвојс или лични документи. Некош и станува збор за личен избор од тие личности. Дали имаме капацитети, дали центрите за меѓуопштинските центри имаат капацитети за сите овие промени кои ќе следат? Дали имаме доволно средства, дали имаме кадар и дали сме обучени? И дали сите овие промени кои се предвидуваат се насоки на Европската унија или се пресликани од некои други земји? Видете, најзлог ние сме покриени со сите потреби на граѓаните. Кога ќе влеземе во разрешување на одреден проблем, гледаме дека ние често пати како установа оставени сме сами на себе. Ние дури како стручни тимови заедно со странката посетуваме установи и се соочуваме со неможност да дојдеме до конечност во одредено решение. Бројката на вработени по однос на потребата да секој социјален работник биде задолжен со 10 или 20 семејства за работа укажува дека ако и постоечката бројка од 1600 негде спомнавме корисници само во правата на социјална помош, значи дека нас и текако ќе ни требаат уште многу социјални работници кои во овој момент како станува најмалку ги имаме. Да не зборуваме за уште други профили кои чекаат вработување, а нас ни се нужно потребни. Да спомниме психолози, педагози кои
гледаме дека многу малку ги има во општината и ние со тие владини политики во овој момент кои почнуваме интегрално да ги преземаме, мораме да ги вработуваме. И затоа викаме дека тие 30 милиони кои ќе бидат исклучиво преземени од Светска банка, не само ради тоа што ние тоа го сакаме туку, за да би можеле да бидеме во слична политичка поставеност, во бројка пер капита по жител, точно колку треба да имаме корисници на социјална помош. Тие има, затоа што реков, одреден софтвер кои кога идат кај нас, точно идат со одредени предлози за да утре, кога би биле дел на таа поширока заедница, бидеме слични на нив. И затоа ние скоро секојдневност, и денеска имам дел од тимот кои се под специјални обуки. Под специјални обуки за како да се справуваме заеднички со проблемите кои наидуваат, да не зборувам за одредени содржини во кои јас, како еве сега после овој состанок заминувам, значи имам представници од СОС село, каде што и јас посетувам 9-неделен курс како треба да се однесувам, да речеме, во дело на одредени потреби, во дело на згрижувачки семејства и деца кои треба да ги згрижуваме. Значи ни треба обука, средствата се обезбедени, овие средства се наменети за период од 4 години, но рачунајте дека Европа веќе ни понуди, и затоа беа представниците од Светската банка пред сите тие начелно кои се дел од оваа потреба да потрошиме повеќе од 400 милиони евра за сите сегменти. Значи зборуваме здравство, зборуваме за ран развој и едукација на деца, значи дури и термино градинка нема да постои. Се веќе од 3 до 6 години ќе имаме посебна обука за деца во дело на градинките, иако тоа не е наша обврска на центрите за социјална работа, но за вчерашната средба во владава во присуство, како што реков, на овие представници од Светска банка, представници од Европска унија и од УНИЦЕФ, укажано беше дека преку 7200 деца за период од неколку години ќе биде во опфат во детските градинки, и замислете колку сета ова работа ќе предизвика и нови вработување, со самото тоа подигање и на можноста да се зголеми купувната моќ кога луѓето имаат можност да трошат кога се вработени, а со самото тоа се надевам дека и ќе се намали бројот на одредени граѓани кои ќе тропнат на нашата врата, оти ќе се почувствуваат социјално обезбедени и со можност да сами за своите потреби станат одговорни, како што и вели законот за семејство, дека секој сам треба да си ги задоволува основните животни потреби. Но кога нема избор, ние стоиме на располагање, дури и работното време наше веќе е флексибилно. Ние веќе почнавме и секоја прва сабота, може би малку корисници знаат дека имаме дежурство во центарот. Порано и сега исто имаме 24 часовно дежурство за одредени работи за кои ќе оцениме дека се итни и неодлучно потребни да со странката се реагира одма. Тоа е во дело на, би рекол, на млади деца кои се предмет на сексуална злоупотреба. Ние имаме потреба да млади деца кои ќе бидат изложени на одредени обврски пред обвинителство, пред судот, да бида во секое време застапувани пред социјален работник, или може би колегите ќе кажат поконкретно за уште многу други ситуации во кои ние секојдневно испорачуваме резултати. Но дали тие резултати се на висина на очекувањата, сега рачунете дека ако некој дава пари, ние ќе бидеме под одреден мониторинг, и ние не е ни фер, ни можно да исти лица кои имаат различни резултати и да имаат и различни примања. Дали би користеле, дали да законските можности даваат ширина да се користи волонтеризам, што е многу присутен во другите земји, па така би се вклучиле, како што рековте, невладини организации, би се вклучиле пензионери. Дали има такви можности на искусни, на луѓе кои го поминале веќе тоа, меѓутоа подоцна да се вклучат волонтерски, да речем? Видите, Европската заедница ни наметна правила на игра. И ние од 2000 година и текако пробавме да ја менуваме веќе старо затекнатата
регулатива, дури и во дело на социјалната заштита. Значи, само... Че да прекинам, може да се користат и студенти или пак средношколци за понатаму кога ќе дојдат на работа да бидат подготвени, значи да се искористи можноста од двете страни. Да им се помогне и на едната и на другата страна. Баш тоа сакав да го кажам, значи правни претпоставки веќе се создадени. Еве во кој дел да речеме, ние сме задолжени за работа со лица кои постпенално после излегувањето од затвор да излегуваме во одредена припомош. Таквите лица едноставно бараат ресоциализација и внегување во системот со психолози и социјални работници кои законно ги обврзуваат да ние ги имаме. Шал ги немаме. Ние имаме потреба да речеме со осудени лица кои се осудени на затворски казни од неколку месеци да му понудиме нивни, би рекол, ангажман како лица кои би биле замена за казната и би работеле во некоја општествено корисна работа. И за таквите лица кои треба да бидат лиценцирани, иако законска подлога има, такви вработени нема. Ние дури во една прилика пред одреден број години одредено лице беше осудено од страна на судијата и тој се јавува, вели, каде би го упатиле, а ние остававме, би рекол, со кренати рамена, пошто не знаевме каде, а и немавме лиценцирани службеници, поготово во дело на лица кои се волонтери, лица кои би биле вработени сезонски или времено или во зависност од потребата. Само да ви укажам, еве сега конкретно имаме случај за едно семејство од едно населено место од Прилеп, каде што комисијата за би рекол категоризација, кога баравме во негово име решение на одреден проблем, професорот доктор од детска клиника ни вели, ве молам, ако сте во можност, пошто се работи за средина под ваша ингеренција, најдете некој дефектолог кој за пари кој би исплатило Министерството за здравство, ќе може да патува до Канатларци, спомнав Канатларци, за да му се помогне, пример, на одредена категорија на дете кој има потреба во дело на одредени социјални услуги како проблем. Ево сега да ги вклучиме и двајцата наши гости вечерва. Рековме Јасмина Митреска, раководител на услуги. Госпоđo Митреска, што е она што, кои услуги по-конкретно ги нуди Центарот, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи? Еве, добро вечер и од мене на гледачите и благодарност до вас, еве, како раководител на услуги, што сум поканета да учествувам во оваа емисија. Значи, стручните лица кои работат на услугите, работат пред се на социјална превенција, односно надминување на проблемите кои што настануваат кај одредени граѓани или нивно убlažување се до конечно решавање на тој проблем. Услуги кои што се нудат во Центарот за социјална работа, кои што со закон се пропишани, се многу, околу 30 на услуги. Значи, еве сега јас ќе набројам... Каде имате најмногу работа? Па најмногу работа има секаде. Пред се има и во семејното насилство, значи заштита на жени жртви на семејно насилство, каде што имаме, мислам, во текот на ова година до сега околу пријави, околу 240 пријави на случаеви на жртви на семејно насилство, значи не се сите жени, тука се имаме сторител да е синот кон таткото, значи така, или каде сме, во кои рамки сме со оваа бројка од 240 која спомнавте? Мислам дека во однос на минатата година тука сме некаде пак со бројката, тоа е околу 262 минатата година завршиме, значи случаеви на пријава на семејно насилство. Значи имаме тука доста работа. Работи до сега работеше, значи тим, социјален работник, педагог, психолог, правник. Измените, не сакам да исполнам, директорот веќе ги најави за следниот пат дека тоа ќе биде со новите измени, дека ќе биде водич на случај, значи нема да има, мислам, тимска работа.
Исто така тука... Меѓутоа ќе вклучува и други. Да, ќе вклучува по потреба, значи по тука потреба. ќе има, да, вклучување ќе има. Исто така голем ни е бројот на кој што се работи пред се во бракоразводи. Тоа е центарот ја има улогата на водење на мировната постапка на брачните другари. Значи тука ни е многу голем бројот. Значи првиот до третиот квартал бројката беше колку што беше минатата година. Сега, значи, овој квартал имаме плюс корисници кои што имат поднесено за бракоразводна постапка. Значи, ја водиме мировната постапка, доколку не се спроведува мировна постапка, потоа центарот му возможува по молбено барање лични односи, непосредни контакти на родителот со кој малолетното дете не живее. Значи, и во ова категорија имаме, значи, доста корисници кои што се јавуваат. Како други корисници имаме деца во ризик, тоа е според Законот за правда на децата, и тука директорот нагласи дека се работи. Меѓутоа, во Центарот за социјална работа треба да нагласам и една тема која што беше и кај вас мислам во претходната емисија, дека кај нас е доста развиено формата на згрижување на децата во згрижувачки семејства, значи имаме околу 20, сега се проширува, значи тоа е во услугите исто спајаат и исто така во услуги има сместување, заштита и сместување на старите лица. Значи центарот се грижи за лицата кои што се материјално необезбедени, стамбено необезбедени, да ги сместува во дом за стари лица. Меѓутоа, исто така и за лицата кои што ќе пројават интерес, а се бездомници, исто така Центарот за социјална работа ги сместува во домот во Чечино село за бездомници. Значи сега моментално имаме таму еден родител со дете сместено во институција. Значи постои и таа услуга која што ние во Центарот со закон не ја даваме. Исто така имаме се поднесуваат молби во Министерството, меѓутоа проценката ја врши Центарот за социјална работа за посвојување, кај ги посетуваат посвојателите, а изборот го врши Министерството за труд и социјална политика. Уште Центарот за социјална работа, услугите даваме, имаме советувалиште, кое што треба да го спомнам, можеби е многу малку и запознаено во градот, меѓутоа тоа е советувалиштето кое што работи на давање на работи во склопот на Центарот за социјална работа и работи се го четврток и петок во дневниот центар за деца со посебни потреби Туница. Значи тука имаме даваме психосоцијални услуги, психосоцијален третман на корисници кои што сакаат по нивно молбено барање. Од тука значи имаме исто така даваме услуга на лицата со дневен центар за лица со посебни потреби, во кој што во моментов имаме околу 20 деца кои што го посетуваат овој центар. Значи имаме голем број на услуги кои што се даваат, а имаме и одредени услуги кои што се пропишани, меѓутоа поради немање на одредени ресурси, значи тоа беа алтернативните мерки кои што ги спомна директорот, значи и возрасно лице со изречена алтернативна мерка, возрасно лице по отпуштање од казнена установа, значи во последните неколку месеца ние како центар се трудиме сите тие да ги што ќе добиеме од затвор да ги повикаме, да им обезбедиме одредена документација, меѓутоа не е тешко да им дадеме еднократна, да ги упатиме, меѓутоа се соочуваме со одредени пропусти кои што не можеме поради други институции или нешто не можеме да им ја дадеме со одветната услуга која што ја има на располагање кај нас. Значи имаме исто така услуга на лицата ставање по старателство на сите оние полнолетни лица на кои што им ја одземена деловната способност, во центарот се назначува старател и заштита, значи на тие права на тие лица на кои што им ја одземена деловната способност. Исто така имаме згрижување на деца без родители и родителска грижа, кои што деца исто така им назначуваме старател. И сега можам да кажам имаме
деца кои што се без родител и родителска грижа сместени во установите, во домовите кои што беа, од страна на Министерството за труд и социјална политика и министерката која што го најави дека лицата кои што се сместени во домовите ќе бидат сместени во стамбени заедници, во групни домови, значи тоа веќе се оствари. Така да од септември веќе лицата од домовите поминаа во групни стамбени единици. Значи можам да кажам дека и две од тие деца кои што беа во домот се од Прилеп и кои веќе живеат и се наоѓаат во тие стамбени заедници, значи ги имаме посетено и видено, тоа е нешто прекрасно, дом за живење со поддршка на тие деца од Прилеп. Ги спомнавте старите лица, знаеме колкав е капацитетот на старскиот дом, дали постои заинтересираност или можност старите лица да се сместуваат еве на еден сличен начин како што се сместуваат децата без родители? Значи вака, од секој сме имали и имаме и сега прекрасна соработка со вработените во домот за стари. Секогаш кога ќе имаме потреба за сместување, значи без разлика што ми од наша општина, безпрекорно веднаш ни се наоѓа место. Значи немаме никаков проблем дека не постои место или нема место кај за нашите корисници во општина, во Прилеп, кога ќе и да се јави во секој момент, денеска за денеска додека работното време веднаш ќе се најде место и ќе биде корисникот сместен. Значи секогаш има. Само ако може малку, значи, ајде да го конкретизираме овој дел на прашањето. Факт е дека како што згрижуваме лица кои се со возраст до 18 години, можноста да се згрижува во семејство и возрастно лице, лице кое во поодминати години, е исто така можност да таа цена на услугата што државата ја има веќе дефинирана, важи и за сите други граѓани кои имаат просторни услови, кои имаат љубов повеќе за давање, кон слични на нив со одредена емпатија, да можат да ги згрижат, да се пријават во центарот, а ние би можеле да направиме договор за покривање на сите трошоци поврзани со таквото лице и впрочем, како што тоа важи за малите деца и изгрижувањето и за возрастните, како што реков, тоа и можност да се дојде до некоја социјална пензија, која, ако лицето биде згрижено или детето биде згрижено до 5 години, може да се стави во некоја социјална сигурност за оној кој од ред причини, а ги имаме такви многу во градов, кои, за жал, не можат да дојдат до редовна пензија. Не оспорувајќи дека, колеги, че истакна и одредена опција дека кога веќе зборував претходниот пат за некакви најави на предлог законот за социјална заштита, дека може би постојаната парична помош или некои слични права што ги издаваме нема да повеќе да функционираат, тоа што ние ќе влеземе кон една социјална пензија за лица кои не можат да се појават како конкуренција на пазарот на трудот. Значи лица хендикепирани или лица стари над 65 години. Ајде се уште нашиот трет гостин овдека вечерва, Зоран Малковски. Уште да додадам дека во услугите не ги најавив дека уште еден напредок покрај тоа што кажав дека еве профункционира ова стамбените заедници, дека во Прилеп Министерството за труд и социјална политика заедно со локалната самоуправа го отвори дневниот центар на лицата со церебрална парализа, кој што е за поздравување и сега во теке негово докомплетирање и да почне целосно да работи тој центар. Господине Малковски, да продолжиме и со вас. Вие сте раководител на одделот за парична помош. Ајде нешто повеќе за овој оддел, за кого нуди, колкави се висините и што она како ново се предвидува понатаму. Добро вечер и од мене на гледачите на вашата телевизија. Како раководител заедно со моите колеги нудиме повеќе права согласно Законот за социјална заштита и согласно Законот за детска заштита и заштита на правата на децата.
Ова што колешката го кажа и директорот претходно истакна, ние како служби се водиме како служби, меѓутоа ингеренциите ни се помешани. Што е кај нив проблем се јавува и кај нас, така да странките. Да. Јас накратко би сакал само да ги истакнам правата кои што во овој момент согласно постоечкиот закон и законската регулатива, ние како меѓуопштински центар ги нудиме на општина Прилеп и општините Долнени и Кривогаштани. Најмногу познат е центарот по правото на социјална парична помош и можам да кажам дека можеби е најпрепознат ли кога ќе се оди во центар социјална работа, се вели се оди по социјална парична помош. Понатаму, доколку сакате, можам да ви спомнам кои се и бројките кои со кои во моментот како центар. Значи можам да ви кажам дека во моментов имаме 1634 носители на право на социјална парична помош, но тоа е бројка само на носители, значи тоа е се семејства со кои се покриени трите општини во овој момент. Постојаната парична помош е застапена со бројка од 526 домаќинства или семејства. Потнатам имаме парична помош на лица од 18 до 26 годишна возраст. Тоа се такви само 7 корисници. За жал, во последнава година и последејќи ги тенденциите, во пораст ни е правото на туѓа нега и помош. И во овој момент имаме 2669 корисници на правото на туѓа нега, што е како лично право по однос на правото. Имаме паричен надомест за скратено работно време. Во овој момент имаме 6 корисници кои се во нашата евиденција, се однесува на родители кои што имаат деца со болни со форми од потежок размер, мислам. Се исплаќа правото на еднократна парична помош, месечно е различно, како општина, согласно одредбите на Министерството, располагаме со буџет околу 60.000 денари на месечно ниво. Она што го кажа колешката, ние ги згрижувачките семејства се форма и кај нив, меѓутоа ние вршиме исплата на такви згрижувачки семејства и во овој момент имаме 20 такви згрижувачки семејства. Помалце познато е дека дел од лица исполнуваат и услови за парична помош на социјално домување. Претежно се однесува на деца кои што имаат статус на родители, на деца без родители и родителска грижа. Во овој момент имаме само едно такво лице. Цивилна инвалиднина е право кое што нема зголемување, има само намалување и тоа е околу 19 такви лица. Во моментов се добива исплата на електрична енергија. Имаме мобилност и слепило, тука имаме 646 лица, имаме 6 корисници на правото на студирање, згрижувачи што ги остварија правото на 62 години на 64 годишна возраст како еден вид пензија, она што го кажа директорот, во моментов имаме такви 4. Работиме на програмата на условен паричен надомест за корисници на социјална парична помош, кои што им се помага во учењето на деца, што има деца на средношколска возраст. Во моментов имаме 110 апликанти. И нешто новина од пред 2 години имаме за рефундирање на средства за набавка на патнички автомобили, што гледам дека ќе биде вметнато во новиот закон и ќе биде редовна практика за лица кои што се подредени категории инвалидни лица. По согласно Законот за детска заштита работиме на детски додаток, каде што имаме 639 корисници, посебен додаток имаме 503, новороденче, еднократна парична помош за новороденче, родителски додаток и тоа е тоа во овој момент со кое што ние секојдневно се соочуваме и работиме. Сметам дека одговараме на зададените задачи. Ова е една голема тема која бара можеби еднаш неделно да се собираме и да дискутираме за сите проблеми. Сега генерално ги нафрливме и промените кои се очекува, законските промени. Меѓутоа времето не е толку. Јас ви благодарам што ми бевте гости, се надевам дека и понатаму ќе соработуваме и дека за сите промени ќе ги информираме граѓаните. Ви благодарам за сите тројца, почитувани гледачи, вас ви благодарам за вниманието со кое не следевте.